председателя. Господине заменик министар, вие, одбивајќи го амандманот за 36 милиони денари за изработка на основниот плански документ, без кој развојот на општина Битола не е можен. И за тоа добро говореше колегата Менде Диневски. Велите дека основна причина за тоа бидејќи е надлежност на општината, согласно закон. И јас се согласувам. Ама замислите, 8 години со ред, општина Битола е водена и раководена од страна на кадар на ВМРО ДПМН. Колешката пратеник од ВМРО ДПМН признава дека 8 години нивниот кандидат за градоначалник не успел да го финализира тоа. Бидејќи, се обидувам да ја парафразирам, немало пари. Јас не знам како поинаку да ве убедам, отколку да ви го спротиставам главниот и генерален факт. У 1999 последниот генерален урбанистички план на општина Битола беше финансиран од централната влада. И сега шо правиме? Вие сте некоја специјална влада? Или вие сте влада која прелесно пред избори многу лесно нуди решенија? Едно од тие решенија на страна 91 во манифестот ветивте централна база на податоци на урбанистички планови на сите општини, со назнака дека на овој начин ќе се стандардизира процесот на планирање заради привлекување на домашни инострански инвеститори. Знаете до кога беше рокот на ова ветување? Септември 2012. Знаете која констатација сега е општа во декември 2012? Дека од ова нема ништо. Знаете на истата страна што ветивте? Електронско аплицирање за издавање на согласност за урбанистички планови. И знаете овде што пишувате? Тоа двојно ќе намали цената за изработка на урбанистички планови. Без генерален урбанистички план, современ, кој одговара на потребите, современите градови и модернизацијата, апсолутно е нужна потреба и генералниот урбанистички план да биде прилагодуван во таа цел. А без генерален урбанистички план ние не можеме да изработуваме квалитетни детални урбанистички планови. И тука нам сите не е јасно. Нема шанса да се овозможи локален економски развој. Ова електронско аплицирање исто така ви беше ветување со краен рок на финализација септември 2012. Разголени сте пред јавност. Се што ветивте лани, ни милиметар не сте помрнали од она што значеа ветувања мај 2011. Ни милиметар. Апсолутно ја поддржувам тезата која тука ја започна колегата Митре Велјановски. Со кое лице, со кој образ кажувате што е и како е од општинска надлежност? Па централна надлежност е согласно закон да издвојувате средства за равномерен регионален развој. Вака седми пат поред добиваме буџет за град Скопје. И ништо повеќе. Сите општини трпат во својот развој само и само заради ваквата неприфатливост. И тоа, виновник не е само централната влада. Главни виновници се овие колегите што стојат десно од мене. Бидејќи ја минуваат, сите доаѓаат од различни општини од Скопје. Замолчуваат, голтнуваат и без никаква аргументација не се согласуваат издвојувања за нивни општини. Јас ќе ве замолам, господине председател, да ми дозволите не ради мене, ама ради транспарентноста и заради јавност, да ми дозволите да го заменам моето место на говор, сакам да се јавам од говорница, ќе ми дозволите ли? Само заради да покажам документација. Благодарам. А да бидам навистина сериозно одговорна, сакам и колешката Кузмановска да го види ова, бидејќи станува збор за амандман за Битола. Како тоа во јавна набавка склучена на ден 28 септември, значи пред некој месец, можат да се издвојат 30 милиони денари за, цитирам, изработка на основен проект за панорамско тркало. Иднината на Битола, генералниот урбанистички план 36 милиони.
Панорамското тркало на Скопје 30 милиони денари. Ве убедувам, колеги, дека Лилјана со левото уво слуша. Ве убедувам, ако вака говори. Еве колку чини цената на панорамското тркало. Во ист момент, 28 ноември, значи пред некој ден, набавка на системи и апарати за отстранување на птици на спомен обележја на спомениците во општина Центар. Цена 3.700.000 денари. За ова пари има од централната власт, така? Набавка на занаетчиско интериерни работи мебел и осветлување на триумфалната капија Порта Македонија 50 милиони денари. Сакам граѓаните да видат на што одат централните пари. За истата Порта Македонија триумфална капија, обезбедување услуги за физичко и патролно обезбедување, дури звучен аларм поставување систем. 19 милиони и 900.000 денари. За ова има пари централната власт, така? За Стар театар се разбира во Скопје, ама јавната набавка од 12 септември 2012 на износ од 35 милиони 3,5 милиони денари се изведување на дополнителни непредвидени работи. Колку буџети наназад централни буџети извојуваме за стариот, за објектот на Стар театар во Скопје? И годинава нема да помине без буџетско зафаќање од ова. Дополнително, проект за дополнување на музејската поставка на музеот на ВМРО, дополнителни 2 милиони и 800 денари. Исто така, на 6 ноември, 3,5 милиони денари за изработка на основен проект со вклучена ревизија за фасади на постојни објекти во градот Скопје. Никој не знае кои се. Групна е набавка. И за тоа има од централниот буџет. Ангажирање на агенција за обезбедување на имоти и лица заради сигурност на средните училишта во град Скопје. И ова се плаќа од буџет, а чини 12 милиони денари. Погодувате кој ја добил јавната набавка? СГС се разбира. Во општина Центар повторно ќе завршат 26 милиони денари. Без малку еден генерален урбанистички план на општина Битола за изградба на постаменти на спомен обележјата на Кузман Јосифовски Питу, Христо Узунов, Христо Татарчев, Павел Шатев и Васил Чакаларов. 26 милиони денари. И ова не е се. Во општина Центар од централниот буџет, господине заменик министер, 88,3 милиони денари заради дополнителни непредвидени работи на комплексот Карпошово во Стани. За се ова Ставревски плаќа. За се ова Ставревски наоѓа пари. За генерален урбанистички план Ставревски вели не. И ве овластил вас да векате само не. А колегите нервозно ќе чепкаат, ќе чачкаат и велат ќе биде. Истото ова 2009 за мен, мислам, предходничката, господјата пратеника Нета Степановска од ВМРО ДПМН Битола го рече истото ова што сегашната Лилјана Кузмановска вели. Немојте со Диневски да го поднесувате амандманот, пари има, 2009 помина и 2010 2011 поминува и 2012 генерален урбанистички план нема. Бидејќи нема пари. А сега, дека дефинитивно можеме да констатираме 8 години локална власт на ВМРО ДПМН во Битола, 200 милиони евра потрошени од ВМРО-скиот градоначалник на Битола. И при тоа, господинот за себе сака се разбира нервозно пред телевизиските екрани да се прикаже како еден од најуспешните градоначалници на ВМРО ДПМН, ќе си оди во март без да остави наследната власт
генерален урбанистички план. Основата за она што треба секој градоначалник како визија да го вметне се разбира на харти. Почитувани колеги, 2300 хектари е подрачјето на општина Битола на кој му е потребно подитно нов генерален урбанистички план. Бидејќи цената на изработка е просечно 250 евра по хектар, 36 милиони денари се доволни за Битола да го добие основниот документ. Основниот документ без кој ништо не може да направи. Затоа вашето образложение дека тоа било надлежност на општината. Што да правиме ние општините што сме заглавиле со ВМРО-ски градоначалници кои не си ги изработуваат своите основни надлежности? Што да правиме кутрите општини кои пратениците од истите општини за истите вакви пропусти на нивните градоначалници одбиваат да дадат поддршка? Ни останува вака да се бориме за секој денар. Јас навистина чувствувам потреба, господине заменик министер, бидејќи мислам дека сте навистина сериозен и чесен човек. Чувствувам кај вас нелагодност. Јас знам дека кога би можеле и кога не би го имале како навистина како закана на два Ставрески, дека имате чувство и разбирање за потребите на општините. Ви се гледа тоа по вас. Меѓутоа гледате заинтересираноста на оние што треба да гласаат. Тешко нас на општините. Односно, предпоставувам после 8 години замајување, лажење и при тоа единствено му признавам успешно, ефикасно трошење, безкомпромисно на општинските пари. Владимир Талевски ќе замине, без генерален урбанистички план. Тука немам дилеми. Меѓутоа, ќе замине и без сите проекти што ги вети. Колегата Диневски ги започна. Шо ќе каже са Кузмановска? Ќе направиме кога? За 3 месеци? Готово си оди. Толку беше. После 200 милиони евра потрошени буџетски пари, сите основни, сите средни училишта, сите државни, локални јавни предпријатија, сите институции, не знаеме колку должат за вода, за струја, за огрев. Не знаеме. Тоа ќе му остане на новата власт, да ја санира таа дупка. Бидејќи секој треба да знае, парите, наместо на граѓани, наместо на развој на општини, ви покажав на што се троши. Ова е само мал дел. Секој од вас, што сака да знае, имате компјутери, биро за јавни набавки. Ова се финализирани во последните 3 месеци. И сите ќе се финансираат од централниот буџет. И потоа ќе нема пари. Ни за Битола, ни за Струмица, ни за било која друга помала општина. Ќе има за Скопје и тоа единствено за оној проект. Ме подсети колегата Велјановски. Па вие затоа шверцерски направите измени во законот за споменици, само и само да го овозможите ни законска манипулација реализацијата на проектот. На кого? Отиде иднината на Македонија. Отиде веќе. Краен рок е да ја спасуваме иднината на Македонија. Сакам уште малку и нема веќе да должам. Господине заменик министр, вчера дојде да ве замени, ако цел ден вие тука работевте, на амандманската расправа и пред тоа на законите во второ читање, дојде да ве замени околу 18 часа. И дојде да ни порачува и да ни се заканува, да сме ги повлечеле амандманите. Па ние не бараме амандмани за непродуктивно трошење. Нашите амандмани се однесуваат на насушни потреби на општините. Ставрески е нервозен, бидејќи некој го обструирал за да ја задолжи македонските генерации за нови 50 милиони долари. Се плашам од заканата и од навистина без чувството да размисли во што ја вовлекува Република Македонија. Бидејќи и Груевски тоа ни го соопшти. Па шо ако не ни го одобрувате заемот? Ќе се задолжиме со евроврзница и тоа дополнително ќе чини Македонија 84 милиони евра. Па вие сте власт. На вас е одговорноста. И ние ќе направиме напори да го спречиме. Вашето веќе, не знам како да се изразам, а да не биде со навредлив тон.
расипничко трошење на народните пари, одземање на иднината. Затоа ви порачувам, имајте чувство и доколку сакате амандманската расправа да заврши, верувајте дека без малку на секој амандман ќе треба 1 минута. Председателот да го прочита амандманот, ние само да кажеме колку пари на кој проект, а вие да кажете се прифаќа. Помножете го бројот на преостанатите амандмани. Со по 2 минути ќе видите дека до крајот на оваа недела ќе заврши амандманската расправа, буџетот ќе се донесе и тој буџет ќе има развојна компонента и ќе навистина ќе придонесува за развој и подобрување на животниот стандард на сите граѓани. По тој буџет нема да има ставки и понатаму за мебел, нема да има за споменици, за споменични тркала и триумфални капи. Ќе има за урбанистички планови, за водоводи, за канализациони мрежи, за патна инфраструктура. Затоа уште еднаш ве замолувам на свест и совест. Изгубив надеж во колегите од ВМРО ДПМН дека имаат чувство да гласаат еден барем амандман за добро и во корист на граѓаните.